На 9 минути пред 8 часот ни пристигна денешниот гостин Давид Темелков. Не ви го открив, но верувам дека веќе знаете што ми слушнавте носечката нумера на неговиот албум. Слушај што животот диктира, како и да беше добро ке слушнеме продолжение многу повеќе, затоа што албумот е всушност двојазичен, односно имаш песни и на македонски и на хрватски, па песната малку ја мешам кога треба да кажам на македонски, но во секој случај добро утро, се надевам дека си добро. Одамна не сме се виделе во Здраво Македонија, но поводот е навистина прекрасен. Се добро утро. Ти благодарам за поканата. Навистина е секогаш угодно да се биде во твое друштво и навистина ми е мило што можам да и кај тебе да презентираме што има ново кај мене. Да, навистина си многу актуелен во последниот период, затоа што промовираш 13 нови песни, односно дел од нив се излезени, но 13 песни има во твојот нов албум. Слушај животот што диктира, некогаш е подобро човек да си прочита. Сега да те прашам, што е она што на Давид му го диктира животот? Како да кажам, секојдневно многу различни работи. Секој од нас верувам дека си има некој свој повик, верувам дека секој од нас има некоја своја мисија на земјава и сметам дека секој од нас треба да си го слуша животот што му диктира. За мене диктираше да продолжам да се охрабрам да се бавам исклучиво само со музика, да како да кажам, да си го следам својот пат и својот повик, така да слушајќи што животот ми диктира, издиктира 13 нови композиции на овој албум, ја издиктира и мојата Македонија, која е, да кажам, 13-та песна на овој албум и на хрватската и на хрватското издание и на македонското издание, затоа што некако, како да кажам, таа песна мојата Македонија остави многу голем белег и надвор од границите на Македонија, не само кај македонската дијаспора, туку гледам дека многу и хрвати, и срби, и бошњаци, и албанци, и роми, и многу други нации, да кажем, и националности се препознаваат во таа песна, без разлика што таа песна се вика мојата Македонија, многу луѓе си го препознаваат својот роден крај. Точно. Се слуша од цел свет буквално и навистина секоја чест и за таа песна, но и за сите кои што верувам дека ќе ја достигнат истата популарност, но можеби и поголема. Сега да прашам какви пораки пренесуваш со албумот, што сакаш публиката да слушне, во што сакаш да се пронајде? Мило ми е, како да кажам, овој албум носи една искрена емоција, затоа што цел албум е кантавторски и секоја, како да кажам, секоја приказна, секоја сторија од секоја песна е дел од мојот живот. Така да луѓето кога ќе го слушнат целиот албум и целиот контекст на албумот ќе ме запознаат во едно поинакво светло и пораката е многу едноставна. Правата љубов, вистинската љубов лечи се. Лечи и срце, лечи и душа и навистина мислам дека може да преброди се. Да рече дека сакаш публиката уште повеќе да те запознае со овој албум, што е она што таа не го знае за тебе преку овој албум ќе го дознае? Всушност на овој албум се пее и на македонски, и на хрватски, и на српски, и дури имаме едно зборче на ромски, и имаме и една италијанска преработка, така да има навистина многу приказни од мојот живот, има навистина секакви ситуации, има, што би рекол мојот продуцент Кики, од баха до севдаха. Имаме песни кои што звучат така санремовски, кои што звучат во поп-рок стил, имаме две песни кои што се малку по-боемски, да кажам. Така да има навистина се и се што. Сметам дека овој албум е навистина една моја лична карта и јас би рекол музика за возрастни, навистина една сериозна, има многу музика во албумот. Може би малку нескромно што јас како автор го кажувам тоа, но јас не го доживувам тоа баш така како мој авторско дело, него како еден дар, како еден поклон, затоа и така толку и го ценам. Да, но нешто на што си работел долго и се вложил многу и емотивно, нели се разбира си допринел за тоа се што го чувствуваш да го пренесеш на публиката. Од кога ја доби најголемата поддршка додека го создаваше ова музичко парче? Дефинитивно од најблискиот круг на луѓе. Тие ми се мои први и критичари и јас се смеам, моите родители ги нарекувам извршни продуценти. Затоа што најискрено ќе ти кажам што мислам, првата емоција доаѓа од нив. Многу ми е мило што луѓето од моето најблиско, да кажам, окружување не ме глорифицираат, не ме доживуваат како нешто посебно во смисла да ми се восхитуваат безпотребно. Многу ми е мило што можам да седам со моите пријатели, моите другари и да
да слушнам нешто искрено. Да. Мило ми е што не сум Ретко како сте тоа денес. така И е. да си Мило ги ми е, чуваш. така е. Мило ми е што не сум како кралот кој што чекорел гол, па другите го тапшале по рамо. Едноставно сметам дека животот е многу краток за да го трошиме времето на погрешни луѓе. Јас со исти луѓе пијам кафе во Скопје веќе цел живот, во Загреб во последниве 10 години имам едни исти пријатели, така да тој мал круг на луѓе, една шака, се навистина најважни луѓе. Така да и самиот албум е склоп, како да кажам, не само на песни, него целиот албум е производ и на нивните критики, и на нивните пофалби, на нивните совети, така да Да, ние сме да си ги еден негуваш тим. и да ти е пријателство, бидејќи навистина денес е ретко да слушнеш некој навистина што мисли, при тој да не се налутиш и да го сватиш тоа како позитивна критика. И сега споменавме уште во самата најава дека си многу актуелен овој период и имаш доста гостувања, како во Македонија, така и во Хрватска и да не речам низ цел регион и онлайн те вклучуваат да на речеш, секаде. затоа што така е. Да, така е точно. И сега оно што особено ми привлече внимание дека секаде гордо кажуваш дека си македонец. Од каде потекнуваш, колку ја сакаш твојата музика, односно музиката на македонците, колку го сакаш твојот народ. Навистина секоја чест за тоа. Па сега те прашам како се сака Македонија? Сметам дека Македонија се сака преку дела. Секој од нас е талентиран за нешто посебно и мислам дека секој од нас треба да го даде најдоброто од себе во полето во кое е надарен, најдобар, талентиран и така натака. Јас сум тука роден, тука сум стасан, тука сум зреен, како да кажам, тука сум растел, тука сум ги одел овие улици. Така да што да кажам, Цеце, едноставно сметам дека сум и должен на Македонија и морам да возвратам за се оно што Македонија ми го дала. Ми дала многу. Ми дала од тие базични работи, како да кажам, најубаво детство, ми дала најубава младост, ми дала една инспирација да пишувам, да творам, да зреам музички на еден начин. И да, баш убаво кажеш. Кога ќе си го вратам филмот, навистина имаме огромно музичко богатство. Јас не би можел себе да се замислам да не сум растел со тие македонски хитови. Без разлика дали се поп, дали се народни песни, навистина имаме големо музичко богатство. Да, само ќе те надополнам, во едно интервју спомена дека и кај Гоца Тржан исто така, баш ти беше интересно интервјуто таму, спомена дека да си бил роден на друго место, не на Балканот и не во Македонија, би бил љубоморен за тоа каква музика имаме ние. Би бил, навистина ние поготово да кажам македонците имаме толку богата музика, имаме толку една разиграна и мене ми е фасцинантно генерално македонците како народ, мене ми се фасцинантни како домашен, како да кажам. 500 години сме биле под робство, сме биле мачени, а сме пишувале најубави песни, и тажни и весели. Навистина, така да мене ми е фасцинантно што не сум го слушнал тоа кај некои други народи, например. Без разлика што можеби живееле многу поубаво од нас, многу послободно. Мислам дека темелот на музиката е баш тука. Да, дефинитивно. Имаме уште многу малку време на самиот крај, бидејќи имаш навистина многу плодна година и допрва ти доаѓаат успесите од албумот кој што толку напорно го работеше. Што сакаш да си понесеш од оваа година и што си посакуваш за другата? Навистина си носам и ќе си однесам многу убави спомени. Ова ми е, како да кажам, 10-та година како творам јавно, да кажам, во музиката и мило ми е што ја заокружив оваа година токму со овој албум. Би си посакал идната година пред се здравие, среќа да ме служи грлото и би си посакал прв солистички концерт во Скопје. Браво, во Скопје, значи од тука ќе почнеш. Од тука би сакал навистина така за една моја мала скромна историја животна да кажам еден ден да јас како македонски пејач мојот прв солистички концерт го имам направено токму дома. Браво, Давид, навистина ти посакувам да ти се исполни желбата што е можно поскоро, можеби во вториот дел од следната година за првиот да се посветиш на промоција. Па јас мислам дека првиот ќе биде дека ќе биде чекаме ексклузивно најава во Здраво Македонија за исто. Ќе ми биде навистина многу мило. Сакам навистина дома да ја започнам таа концертна балканска турнеја, затоа што сметам дека домот е коренот на секој од нас. Така да сметам дека дома треба да започне се. Многу убаво кажано, многу ти благодарам за овој краток разговор. Верувам дека има многу што да си кажеме, но затоа повторно ќе ни дојдеш во Здраво Македонија. Следен пат ќе си пиеме кафенце подолу. Така е, може. Ти благодарам.